Евроамбасадорот Иво Орав заедно со амбасадорите на земјите членки на Европската унија во Македонија, но и државни, односно владини представници на владини институции ќе посетат неколку проекти финансирани или кофинансирани од Европската унија, односно од европските фондови, од ИПА фондовите. Најпрво ќе дојдат овде, ќе започне посетата на автопатот што се гради од Демиркапија до Смоквица. Конкретно ќе ги посетат, ќе видат како се изградени тунелите на овој автопат кои што во моментов ги гледаме, но и мостовите. Како што знаеме, автопатот Демиркапија Смоквица според последните најави треба да биде готов до крајот на годината, е кофинансиран со пари од европските фондови. Од тука амбасадорите ќе продолжат во Гевгелија. Таму најпрво ќе посетат болницата, градската болница, каде што со пари од Европската унија е сменет покривот на болницата, исто така се финансирани, е купено, односно инвестирано во медицинска опрема за посетата на крај да заврши во транзитниот центар Винојуг, каде што ќе видат како функционира транзитниот центар, како е состојбата таму, но исто така ќе разговараат, односно ќе имаат средби со представници на меѓународните организации кои што се во Гевгелија, односно на јужната граница. Според последните информации во Винојуг е мирно. Има околу 100 бегалци кои што се подолго време веќе таму заглавени, но состојбата на самата граница е променлива, речиси секој ден има нови информации за обиди на бегалци да ја преминат границата. Полицијата, граничната полиција, но и војската секојдневно, особено во текот на ноќните часови, имаат полни раце работа поради тие обиди за илегално минување на границата. Вчера, како што објави обвинителството, биле откриени и 69 мигранти скриени во камион кои што требале да влезат во Македонија, а најдомени состојбата постојано зоврива, постојано има тензии, бидејќи бегалците кои што се таму веќе со месеци се нетрпеливи, има тепачки меѓу различни етнички заедници внатре во импровизираниот камп, Европската унија, иако неколку пати побара од Грција да се расчисти, односно бегалците од идомени да бидат префрлени во другите кампови низ земјата, засега се ситуацијата уште е статус кво. Само неколку илјади бегалци си имаат досега заминато откако беше постигнат договорот меѓу Македонија и Турција.